Poštovana колешке, пред да ви одговорам со бројки, ќе ви одговорам со 3 збора. Храна, глад, сиромаштија. Колку кошта гладот и сиромаштијата? Колку кошта? Дали сте се запрашале како политичар и како математичар колку кошта сиромаштијата? Светска банка 51% сиромаштија. Зошто имаме зголемена сиромаштија, почитувана колешка? Затоа што инфлацијата ги изеде сите ваши моменти на зголемување на пензии, плати, социјални помошти. Се е многу помалку од тоа што го направи инфлацијата. Зашто инфлацијата е проблем? Затоа што се јавува како дополнителен данок на сите. Затоа што сите купуваат по-скапи производи со истите пари. Парите немаа вредност. Убаво спомнавте. Зборував реално и убаво. Тоа е точно. Затоа што реалноста е неопходноста да се смири инфлацијата. Инфлацијата се смирува онаму каде што е проблемот. Проблемот е во енергијата и во храната. Тоа ви го зборувам уште од почетокот на кризата. Никако да го сватите. Морате да ги стабилизирате проблемите. Да не ви се мултиплицираат. Вие нити енергијата ја стабилизиравте, нити храната ја стабилизиравте. Кога сме кај храната, еве и заменикот министер кажа 3,5% инфлација во моментот. Зошто? Се прашувате ли зошто? Затоа што е замрзнана цената на храната. Затоа треба да се намали храната. Не можете вечно да ги замрзнувате цените, ќе нема продукти во маркетите. Мора и државата да земе одговорност. Мора и државата да се откаже од нешто. Најадекватно е сите да добијат, да се откаже од ДДВ-то. За да се нормализира инфлацијата. Инфлацијата ви се јавува после као проблем. Тоа е буре без дно, тоа е и опасност за државата. Тоа е опасност и за денарот, тоа е опасност и за фискалната стабилност. Што сакате? Еден ден да се разбудиме како во транзицијата 50% посиромашни. Ако не ја контролирате инфлацијата, влеваме во спирала. Нити имаме обезбедено стабилни нови извори на енергија. Државни. Нити подобривме нешто во земјоделието. Мерката за сончоглед субвенциониравте, додека субвенциониравте, бам, ДДВ од 5 на 18%. Зошто? Па пред една година констатиравме да имаме криза на сончоглед и на масло за јадење. Која ви е таа политика? Неразбирлива, нејасна, буџетот да се полни, ништо друго. Ќе ја стабилизирате економијата ако нема инфлација. Антикризни мерки имате 650 милиона евра, се прашувате од каде да најдеме пари. Па кризата ќе заврши и овие антикризни мерки пак ќе ви стои. Требаат нови антикризни мерки. Се пофаливте 7-ми пакет било. 9-ти пакет било, благодарам на исправката. Со тоа ли се фалите, бе, господа, бе? Што живееме во криза? Со тоа ли се фалите? Тоа ли е достигнувањето? Па сите излегува од криза, сите имаат развојна компонента веќе. Сите имаат поголем бруто домашен производ од нашиот. Сите имаат поголем раст. Сите имаат помала инфлација. Најлоши сме во регионот, најлоши сме меѓу најлошите во Европа. Тука сме на рамниште со Украина, со војна.
Зашто не ги гледате поврзаноста на работите? Ништо не е случајно. Ке дојдам јас тука и ке се бламирам ДДВ-то да падне од 18 на 5% за храната. Немало пари, популизам. Абе, луѓето ви се сиромашни. Луѓето гладуваат. Од се ке се откажете од храната за луѓето, не смееме да се откажеме. Од енергијата не смееме да се откажеме. И зборувате за социјална политика, за матрица на СДС. Лика и прилика на вашето владење. Приспитајте се убаво. Ова се потреби на граѓаните, не се потреби на опозицијата. Ова треба во моментот. Без ова да се случи, никогаш нема да заврши кризата. Со вештачки мерки на замрзнување на цените на храната ништо нема да постигнете. Само го бајпасирате проблемот известно време. Ке поминат тие мерки, што ќе се случи со цената? Мислите ќе остане на исто ниво? Без енергија, без конкурентност, без собствено земјоделие, без собствено производство. Не разбирате економијата, не ги сваќате потребите на граѓаните на Република Македонија. Ако не можеме да најдеме 16 милиона евра за да го намалиме ДДВ-то на храната, не смеете да бидете на тие позиции, треба да си поднесат оставки министрите. Благодарам. Ви благодарам и јас на вас.